Следно преминуваме на нешто што го нарекуваме општествена сцена во утрински брифинг, односно оние делови во кои што пробуваме да внесеме малку позабавна содржина кај нашите слушатели, кај нашите гледачи на утрински брифинг. Ана Голешка Джикова, поетесата, веќе мислам дека ја имаме на телефонска линија. Да. Ана, добро утро. Добро утро. Еве, ќе започнам пред се лично. Како се одвива од март наваму овој период на карантин кај те? Морам да кажам дека првите недела-две ми беа некој олеснување, одмарање од темпото на живот што обично и се наметнува пред да мислиме на било какви несекојдневни ситуации. Меѓутоа после известно време сваќам дека ми фалат луѓе, ми фалат блиските, ми фалат другари, бидејќи во карантин сум со сопругот и кирката. Така да некои мешани емоции се морам да кажам. Значи не на почеток беше одмарање, сега веќе станува малку и потешко бидејќи си фали динамиката што нели си ја имаме како социјални битија. Инаку вака окей, со затнат нос, работам, пијам кафе, кирка ми само што се разбуди, меѓутоа маш ми презема и така. Тоа е во кратки црти. Она со кој што секогаш му го поставувам како прашање на луѓето кои што како овие 4 ѕида, условно да ги наречам 4 ѕида, влијаат на инспирацијата во време кога можеби и се има доволно време да се создаваат нови зборови на хартија. Така. За мене беше супер идејата да можам непречено барем да си ги обликувам мислите, бидејќи кога сте во тоа темпо на живење со работа, со движење и слично, песните доаѓаат многу поинаку, во поинаков контекст. Сега сватив дека имам повеќе време. Да, истовремено ми се отвори една нова димензија од пишувачкиот интерес, тоа се песните за деца. Може би затоа што веќе сум мајка на скоро 2-годишно дете, меѓутоа тие 4 ѕида практично се на некој начин место каде што најсигурно можеме да се чувствуваме во овие и тешки и предизвикувачки денови. Немам никаков застој во поглед на инспирација или некаков проблем со тоа што ми надоаѓа. Значи, секакви песни ми надоаѓаат. Почнав да пишувам и проза, така да за мене ова е уште една епизода од целото творештво во кое што може ќе се сеќавам дека нешто сосема ново излегло од мене. Да. Предизвикувачки во секој случај. Да, и промоциите на новите нешта би се случувале на поинаков начин на некои видеоконференции. Пред да од изворно да слушнеме што е она што ќе го слушаме како парче подготвено за утрински брифинг, сакам уште една работа да прашам, а тоа е бидејќи знам дека си дел и од Ретвитни оброк. Да. Што се случува со иницијативата Ретвитни оброк во ова време? Вака сега, бидејќи мерките на владата од почетокот беа доста ригорозни во смисла на избегнување собири, внимателност во секој поглед кога станува збор за контакти со луѓе, ние ја стопиравме иницијативата, не во смисла на да не придонесуваме со храна, туку не готвиме заедно и само ги апелираме до граѓаните што може да донираат пакувана храна, значи безбедна храна, од типот пакуван леп или конзерви со оброци, да ги достават или да се консултираат со тониот вистински дела на љубезност, бидејќи тие како официјално тело може да ги спроведуваат оброците и храната, за да не останат тие луѓе гладни во саботите. Така што и овде на некој начин претрпе промена нашата активност, меѓутоа не запре. Само што е тешко бидејќи не се собираме, веќе не готвиме, нема таква координација што е нужна во моментот, бидејќи не смееме да се собираме. И иницијативата секако си трае, само е малку видоизменет начинот на кој што се комуницира. Така да останува да се помага, но на малку поинаков начин, всушност како и со се друго што тековно ни се случува. Ана Голешка Джикова, условно да речеме гостин во утрински брифинг преку телефонска врска. Да се вратиме на она што значи дело подготвено за потребите на утрински брифинг. Што ќе слушаме, Ана, во продолжение? Прочитав една песна од мојата стихозбирка Напишан дом. Прво сакав да пеам, затоа што си пеам по дома и без тоа и си се снимам. Ама затнат нос, настинка, да, и си викам ќе звучам како
нешто да не е во ред, наместо да биде добро и решив само ќе читам. Меѓутоа, ако нели се во и ќе заврши, се надевам надежно за брзо време, после тоа ќе може да се пее до бескрај, по меани и по секакви случувања. Така да само една поезија, односно песна од мене. Ти благодарам за јавувањето во живо утрински брифинг, а вие, почитувани слушатели, гледачи на утрински брифинг, останете понатаму, бидејќи ја слушаме онаа песна на нашата поетеса, а потоа следуваат вестите со Александар Петрески. Здраво на сите, јас сум Ана Голешка Джикова. Ќе ви прочитам песна во карантин, односно песна од мојата збирка Напишан дом, која што издаде Антолог. Прво сакав да пеам, сватив дека носот ми е затнат и дека нема да звучам добро. Носам пижами и не сум нашминкана, затоа што во вакви времиња апсолутно не ми доаѓа желба за тоа. Ќе ви прочитам една од песните во книгата. Што ќе се случи ако исчезнеш? Што ќе се случи ако исчезнеш? Ќе те запишат ли во некоја антологија? Ќе кажат ли дека си бил супер другар, одличен љубовник, тешка будала? Ќе имаш ли забеган споменик со книга, вештачки рози? Ќе те облечат ли во весела облека на заминување? Ќе те спомнуваат ли со минута молк на секое звиднување? Со солзи ќе коментираат како е штета што си исчезнал. Демек, многу беше потребен и со него секе беше поинаку. Ќе реферираат ли на господинов дека си физика на тагата? Ќе сватат ли дека са фатени во лагата, кога еден ден ти ќе се појавиш, жив, таков, нов, ко кокиче под снегот заборав. И ќе кажеш, еве, дојдов.